3.000 евра од стартот на грејната сезона досега, штипското јавно предпријатие ИСАР потрошило за замена на 15 опожарени и уништени контейнери. Несовесноста кај оделни граѓани кои пепелот и жарот ги фрлаат во нив е главната причина. Ако знаеме дека еден контейнер е околу 14 до 15.000 денари, значи секој на некој начин, место да се вложува во нешто друго за подобро за граѓаните, едноставно дали од несовесност или од небрижност, едноставно некои граѓани знаат да ја фрлат пеплата неугасена и довеѓа до опожарување на контейнерите. Од почетокот на грејната сезона до сега, одделението за комунални дејности во Штип нема издадено казнени налози за опожарување на контейнери. Минатите години за ваков вид на прекршок беа издавани налози чија бројка се движи од 2 до 7. Информираат од Комуналниот инспекторат за ТВ-Стар. Казните за вакви испади од несовесни лица согласно Законот за комунална чистота се движи во диапазон од 50 до 200 евра. Во другите општини сликата за овој проблем е сосем поинаква. Во ставката непланирани трошоци, јавното предпријатие од повеќе општини од истокот за опожарени контейнери е празна. Па за среќа оваа година се уште немаме регистрирано такви случаеви, односно се уште немаме запален контейнер или уништен контейнер од домакинствата кои што изфрлаат пепел и жар во самите контейнери. Ланска година имаше таква работа, неколку пати ни се случува, ни беше околу 5-6 пати ланска година, се работеше за 5-6 контейнери. Оваа година немаме таква појава до овој момент, па сега натаму ќе видиме како ќе се одвиваат работите. До сега не сме имали никакви такви случаи. Апелот до сограѓаните кој е? Да продолжат така свесно да реагират и да не го изфрлат пепелот во контейнерите за отпад. Претходната година забележено запалување само на еден контейнер, пластичен, така да оваа година се како почна грејната сезона, се уште немаме приметено запалување на контейнери. Во меѓувреме останува на сила апелот до граѓаните. Пепелот и жарот да не го фрлаат во контейнерите. Ако мораат тоа да го сторат, тогаш претходно задолжително да го изгаснат, полевајќи го со вода и уредно спакуван да го одложат во контейнерите.